Владата се уште нема план за справување со ценовните шокови. За помалку од 2 недели стекуваат мерките 0% ДДВ за основните прехранбени производи и мерката за ограничување на трговските маржи, а за нови се чека ребалансот на буџетот кој ќе биде ставен на денешната владина седница. Предлогот на Министерството за економија е да нема директно замрзнување на цените, оти тоа можело да го наруши домашниот пазар. Тоа и го предлага Министерството за економија, да нема директно замрзнување на цените, заради тоа што не можеме да влијаеме како Северна Македонија во делот на цените на суровините кои се увезуваат во нашата држава, во делот на својство на инпут за производство на финални производи кои се произведуваат во нашата држава. Со тоа може да се направат дополнителни проблеми во делот на пазарот во Македонија. Освен цените на храната, од 1 јули ќе поскапи и струјата. И за мерките во делот на електростопанството ќе го чекаме ребалансот. Ефтината тарифа од 22 навечер до 7 часот наутро останува да важи, а цената на блок тарифите за скапата струја дополнително ќе се утврдува. Владата ќе расправа и за тоа дали ќе продолжи кризната состојба и колку пари ќе бидат обезбедени во тој случај. Само треба да се одлучи од страна на владата во делот на цената на СМ, што ќе ја даде за ЕВН Home, како што правиме 2 пати годишно. Претhodната година одлучивме тоа да биде 41 евро. Сега се прават анализите внатрешно во СМ и откако ќе се одлучи со која цена СМ ќе ги покрива потребите на универзалниот снабдивач, во овој случај ЕВН Home, за домаќинства и за микро и мали компании, тогаш ќе знаеме колку би било финалната цена по блокови. Македонија се наоѓа во двоцифрена зона на инфлација од 10,5%, а Бектеши уште еднаш, како многу пати досега откако влеговме во економска криза, апелираше да не се шири паника. Смирува дека владата ќе обезбеди доволно средства и дека сме имале и доволно храна.